Добар ден, ученици, и добре дојдовте во e-училница на час по физика. Преку оваа видео презентација ќе навлеземе во светот на галаксиите, наставна единица за 4-та година гимназиско образование. Човекот од секој сакал да ја реши големата тајна за бесконечноста на Вселената, се уште не сватена за неговиот ум. Секогаш кога ќе се каже поимот Вселена, ние замислуваме ноќно небо со огромен број ѕвезди, галаксии, небесни тела. Се прашуваме дали Вселената од секогаш е иста или се менува и има своја еволуција. Структурата на Вселената и низината еволуција се предмет на проучување на една посебна научна дисциплина, наречена космологија. Бидејќи сложеноста на Вселената не може така лесно и на едноставен начин да се свати и објасни, се користат математички теории кои се согласуваат со експерименталните мерења во Вселената. Космолозите најмногу ја користат Ајнштејновата општа теорија на релативноста, која се занимава со гравитацијата, просторот и времето. Постојат две карактеристични теории за Вселената. Теорија за стационарна Вселена и теорија за еволуциона Вселена. Според теоријата за стационарна Вселена, таа е вечно иста во сите правци и точки и во сите моменти од времето. Материјата бавно се претвара во енергија, па затоа во меѓугалактичкиот простор многу бавно се создава нова материја. Тоа значи дека галаксиите не се оддалечуваат, туку некои од нив бавно исчезнуваат, а се појавуваат други. Од друга страна пак, според еволуционата теорија, Вселената се менува, се развива и еволуира во просторот и времето. Тоа значи дека има свој почеток и постојано се шири. Хаблов закон, космологија. Едвин Хабл бил американски астрофизичар и првиот научник кој докажал дека Вселената се шири. Во 1929 година тој открил дека галаксиите се оддалечуваат една од друга и од нас. Тоа го сватил преку црвеното поместување на спектралните линии во спектарот на галаксиите, односно се зголемувала брановата должина на зрачењето како резултат на оддалечување на галаксијата во однос на набљудувачот. Таквата промена на брановата должина, настаната заради релативното движење на изворот во однос на набљудувачот, се вика Доплеров ефект. Според Доплеровиот ефект, промената на брановата должина е дадена со оваа формула и гледаме дека таа зависи од брановата должина на изворот кога мирува и од количникот меѓу брзината со која се движи изворот и брзината на светлината. Врз основа на сето тоа, Едвин Хабл составил проста линеарна равенка помеѓу растојанието на оддалечените галаксии и црвеното поместување на нивните спектрални линии. Тој утврдил дека брзината со која се оддалечуваат галаксиите е пропорционална на нивната оддалеченост. В е еднакво на Х по Д. Оваа законитост во негова чест се вика Хаблов закон, во кој В е брзината со која се оддалечуваат галаксиите, Д е растојанието или оддалеченоста на галаксиите, Х Хаблова константа која карактеризира брзината на ширење на Вселената. Според поновите мерења, оваа константа има вредност од 65 плюс минус 8 км во секунда по мегапарсек. При експерименталното утврдување на вредноста на Хабловата константа, јасно е дека се случува неизбежна грешка, а тоа може сликовито да се представи преку еден балон што се надувува и се шири, па сите точки на него ќе се оддалечуваат, односно се оддалечуваат и галаксиите при ширењето на Вселената. Тоа има последица врз одредувањето на Хабловата константа. Старост на Вселената.
Делот од Вселената што може да се наблюдува се вика метагалаксија. Максималното растојание докаде може да се наблюдува Вселената се вика граница на наблюдување или хоризонт на Вселената. Се пресметува преку количникот од брзината на светлината и Хабловата константа и ако се пресмета максималното растојание, добиваме приближна вредност од 2 по 10 на 10 светлосни години. Понатаму, ако направиме замена за брзината во Хабловиот закон, се добива оваа формула, односно добиваме дека времето е реципрочна вредност од Хабловата константа. Ако пресметаме за времето добиваме дека е 18 милиарди години. Тоа е староста на Вселената. Споредено со други теории, оваа време добро се вклопува во границите за старост на Вселената од 10 до 20 милиарди години. Биг Бенг, големата експлозија. Пред околу 15 до 20 милиарди години, сета материја и енергија биле собрани на извонредно мал простор, така наречено првобитно космичко јајце. Со големата експлозија, Биг Бенг, Вселената го започнала своето ширење кое трае и до ден денес. Во првата секунда од големата експлозија се случила раната Вселена, која била само зрачење и врели гасови. Се создале протони и почнала нуклеарната фузија. После 3 минути, кога температурата паднала на 2000 келвини, почнале да се формираат првите атоми на водород и хелиум и завршува нуклеарната фузија. Понатаму, после 300.000 години, се формира космичка микробранова заднина и протогалаксии, а после 1 милијарда години се формира неутрален водород, звездите, галаксиите и другите космички тела. После 14 милијарди години од Биг Бенг настанува Вселената што ја наблюдуваме и денес. Нобелова награда за физика. Во 1964 година Арно Пензијас заедно со Роберт Вилсон, двајцата добитници на Нобелова награда за физика, откриле космичко зрачење што не потекнува од небеските објекти. Оваа заднинско микробраново зрачење се смета дека е остаток од големата експлозија. На фотографијата ги гледаме двајцата физичари, сликани на славната рок антена во Холмдел, Њу Џерси. Дали Вселената вечно ќе се шири? Физичарите сметаат дека ширењето зависи од просечната густина на материјата во Вселената. Се претпоставува дека ако густината на материјата надмине на некоја критична вредност, тогаш процесот на ширење на Вселената може да се замени со збивање и Вселената би се компримирала до првобитното космичко јајце. Потоа, повторно би настанала нова голема експлозија и така натаму. Значи може да заклучиме дека тоа би бил модел на Вселена која осцилира, која има циклуси. Во таквата Вселена ние постоиме во еден миг од таков циклус, а Вселената не би имала ни почеток ни крај. Така би се вратиле на почетокот од денешната лекција дека големата тајна за бесконечноста на Вселената е се уште несватена за човечкиот ум. На оваа слика гледаме 30 фотографии направени од Хабловиот вселенски телескоп. Ученици, ви благодарам на вниманието.